Во 1869 година се роди човек кој ќе се напои од изворите на револуцијата за да се разбуди работничката класа и еден народ и за да зачекори кон новите патишта за сестрана еманципација и напредок за победа на социјалистичко општество. Во ова пространство од 94.000 квадратни километри, до крајот на 19. век живееле 2.300.000 жители, притиснати од дејствувањето на феудалните односи. Земјата одземувана од македонскиот селанец со 30 давачки. Земја на притисоци, убиства и разбойништво, без најосновни права и слобода. Овој град е извишен како природна осматрачница на просторот и вековите, град на културни дејци. Неговата архитектура ја одразува продуховеноста, смислата за автентично обликување. Тука, во оваа куќа се раѓа првиот пропагатор на социјалистичките идеи во Македонија, Васил Главинов. Тоа е време кога овој град беше важен центар на трговијата и занајчиството. Пазарите беа полни со житни индустријски култури и започна градењето и доградувањето на патишта и трасирањето на железничка линија, што ја изведуваа странски европски предпријатија за поврзувањето на Велес со Солун и Косовска Митровица. Се градеа и доградуваа патишта во Македонија. Во 1873 година се пушти и железничката линија за Скопје и Косовска Митровица. Македонија се поврзува со странство. Навлегува европски капитал во поголемите македонски градови Солун, Битола, Скопје и други, кои стануваат значајни трговско-стопански центри. Солун станува големо пристаниште. Никнуваат индустријски предпријатија. По својот карактер, тие представуваат премин од занаечиски кон посовремени машински работилници. Малиот број индустријски предпријатија и се поголемиот број населени работници во градот, регрутирани од осиромашените села и еснавски работилници, ја условија појавата на работничката класа на историјската сцена, како нова општествена сила во Македонија, која бара радикално менување на општествено-политичките односи. Се зголемува образовно-воспитната и културната дејност. Се поставуваат основите на граѓанската литература со нови содржини и нови содржински средства. Се воведува македонски народен јазик во училиштата. Во 1873 година се остваруваат неговите желби и желбата на родителите. Васил оди на училиште кај познатиот македонски преродбеник Јордан Константинов Джинот. Личност со борбен дух и жив темперамент, што ги изложува скоро децении во постојани судири со црковните поглавари и оние слоеви на населението кои се спротивставуваа на воведувањето на наставата на народен јазик. Собира умотворби, пишува драмски текстови и стихови. Прв почнува и со театарската дејност. Джинот му ја всадува на Васила љубовта кон книгата, вистината и трудот. По руско-турската војна 1877 година, општоекономската положба на Турција станува зависна од западниот капитал, што директно се одрази и врз стопанската политика во Македонија. Се задушуваат македонските стопански активности и занаети, што најмногу влијаеше врз селското стопанство, кое го сочинуваше 80% од населението. Настапи зголемена експлоатација, оданочувања и насилства. Македонскиот селанец се крева со оружје в рака. Ајдутските чети прераснаа во организирани вооружени сили и инспирирани од другите селски востанија на Балканот. Се дигнаа на востание против Отоманската империја за извојување слобода и своја македонска држава. Васил Главинов во својата 13-та година започнува да го чувствува суровиот и тежок живот на работниците. Уште од тогаш тој се врзува со работничката класа, на која верно ќе служи до крајот на својот живот. Во услови на суровата експлоатација на работниците,
пропаѓањето на занаечиството и забраната од страна на турскиот режим на секако работничко организирање, во услови на зголемена емиграција од Македонија, младиот 18-годишен работник Васил Главинов заминува во Бугарија како бегалец и печалбар. Тука ја споделува судбината на своите другари работници кои се користат како ефтина работна сила и работат под најтешки услови. Од тука Главинов се вклучува во борбените редови на работничката класа. Васил Главинов на нему својствен начин задлабочено го проучува револуционерното работничко движење на исток и на запад. Тоа е време кога материјалните услови за класна борба на пролетаријатот на Балканот се наоѓаше во својот почеток. Поради крајно неповолните политички услови во Македонија, првата македонска социјалистичка група, што ги пропагираше социјалистичките идеи, се формира во Софија од бегалци и печалбари. Таа ги изразува желбите, стремежите и потребите за национална самостојност и на македонското работничко и социјалистичко движење. Таа е јадрото за идната македонска социјалистичка партија. Васил Главинов веднаш преминува кон практична дејност. Заминува во својот град Велес и формира прво просветно работничко движење во Македонија, што представува и прва манифестација на организирано обединување на македонски работници. Прва социјалистичка организација во Македонија, од каде почнуваат да се шират социјалистичките идеи на Македонија. По враќањето од Македонија, Васил Главинов упатува писмо до Ѓорги Бакалов со следната содржина. Другар Бакалов, некои наши другари се на мислење да се издаде еден весник со социјалистички револуционерен дух, кој ќе проповеда и докажува дека Македонија е за македонците, да докаже дека македонците не сакат присоединување кон некого, таа да остане за себе Македонија за македонците, да се даде политичка слобода без разлика на вера и народност. Во 1895 година, во редакција на Васил Главинов започнува да излегува органот на македонските револуционери социјалисти, весникот Револуција. Тој е насочен кон разработување на идејната и политичката платформа на стратегијата и тактиката на национално-ослободителното движење на поробениот македонски народ. Пред се, за да востане македонскиот народ, е тој да биде подготвен и обучен. Потребно е систематска пропаганда, неуморна дејност од страна на сите дејци што го имаат при срце ослободителниот идеал. Ете зошто ние излегуваме со весникот Револуција, кој ќе биде орган на сите млади револуционери. Тие млади сили, проникнати од принципите на револуционерниот социјализам, ќе внесат нови елементи во ослободителната борба. Нашата девиза ќе биде: ослободувањето на Македонија е дело на самите македонци. Во својата систематски оцртана борба, ние ќе ја пропагираме идејата за создавање на една независна Македонска република. Како интернационалисти, ние ќе ги присоединиме своите усилби со тие на српските, хрватските и другите револуционери и на тој начин ќе ја парализираме шовинистичката агитација и ќе подготвиме поволна основа за создавање на една слободна и независна држава. Во 1895 година, наместо забранетиот весник Револуција, Васил Главинов и неговата социјалистичка група започна да го издава весникот Политичка слобода, како орган на македонските револуционери социјалисти. Весникот одигра голема улога за натамошниот развиток на работничкото движење и национално-ослободителната борба. Објавената програма содржи низа нови елементи, кои укажуваат на прогресивната еволуција во сваќањето на Васил Главинов. Местото што им припаѓа на македонските работници е во редовите на оние што се борат за ослободување на човекот од секакво политичко и економско робство. Водени од најхумани и прогресивни идеи, македонските револуционери и социјалисти си поставија за цел полното политичко и економско ослободување на народите што ја населуваат Македонија и Одринско. За таква една цел, ние македонските револуционери и социјалисти
не признаваме друго порадикално и подостојно средство од револуцијата. Кога излегуваме од собствените македонски интереси, ние во исто време нема да останеме глуви кон прогресивните општествени текови во другите земји. Во нас ќе најдат одзив работничките движења, како од Западна Европа, така и од Бугарија, од Србија, Грција и други. Кон крајот на 19. век и македонското национално ослободително движење навлегуваше во фаза на организационно зацврстување, со создавање на внатрешна македонска револуционерна организација на чело со идеологот Гоце Делчев, кој беше во постојан контакт со Васил Главинов и неговата група. Тој имаше огромно влијание за прогресивниот карактер на движењето, усвојувајќи демократски принципи и стремежи и за растежот на револуционерната борба и ослободувањето од разни надворешни влијанија во движењето. 1. мај, празникот на трудбениците од целиот свет, станува борбен празник на македонскиот народ. По повод 1. мај 1896 и 1897 година, македонските социјалисти упатија повик до македонските работници што живеат во Софија, повикувајќи ги да го прослават 1. мај и да се организираат во борбата за подобрување на својата положба и за ослободување на својот народ. Елате, другари, да ги поставиме темелите на она движење кое ќе може да го постигне вистинското ослободување на измачуваниот со векови македонски народ. И не гледаш ли дека сите очи се свртени кон тебе како на богата плячка и дека сакаат да те дробат како месо? Бугарската, српската и црногорската влада заклучија сојуз за да те делат при еден погоден момент. Плукни на тој нивен срамен акт и братски подајмо ја раката на работниот народ кој празнува денес, кој нема ништо општо со своите влади и високо ја изјави својата солидарност со пролетаријатот од целиот свет. Да живее слободна Македонија, да живее меѓународниот социјализам, да живее 1. мај. Во Македонија одамна се чувствува потребата од еден ваков речник што ги објаснува поважните термини и поими што се сретнуваат во пишувањето и во говорниот јазик. Например, Самоуправување. Така се вика онаа држава во која народот, тоест жителите на земјата, сами си ги прават законите и се управуваат без да им се меша некоја држава. Вистинските и свесни македонци веќе почнуваат да разбираат дека Македонија треба да си остане за македонците и дека слободата треба да се извојува при една свесна револуција од сите робови. Посебна струја во македонското национално револуционерно движење представува и Македонскиот таен револуционерен комитет, кој во многу идејни погледи било блиско на македонските социјалисти. Во својата програма ги истакнуваат барањата за полна независност и најширока слобода на македонскиот народ. Тој да се создаде управа каква што сака, не дозволувајќи никакво мешање од страна и против шовинистичката пропаганда на Бугарија, Србија и Грција. Најважно средство според уставот е револуцијата. Македонскиот таен револуционерен комитет всушност ја поставил идејната основа на гемиџиите, солунските атентатори. Како резултат на интензивното ширење на социјалистичките идеи, 1900 година се формирале социјалистички кружоци во Велес, Скопје, Крушово, Солун, Битола, Гевгелија, Тетово и други места. Напоредно со создавањето на социјалистичките кружоци и првите работнички групи, почнале да се јавуваат и првите манифестации на економската борба на работниците во Македонија. Особено заслужува внимание првиот масовен штрајк во 1900 година на работниците и железничарите на железничката линија Велес-Демиркапија. Штрајкот го парализира сообраќајот 2 дена и ги принуди работодавците на отстапка во работното време и во зголемувањето на примањата на работниците. Македонските социјалисти, свесни за својата општествено-политичка сила во ослободителното движење, на својата прва социјалистичка конференција донесоа одлука Да се прими социјалистичка група во ВМРО како група, а не поодделно незините членови. Социјалистичката група да е независна во својата социјалистичка дејност, тоест да може слободно да се служи по вклучувањето во ВМРО со својата социјалистичка пропаганда и просвета за издигањето и организирањето на народните маси.
Групата да има свои представници во окружниот и градските комитети на ВМРО. Окружниот и градскиот комитет на ВМРО да не го спречуваат ширењето на социјалистичката пропаганда меѓу градските организации и селските групи. Револуционерниот подем за ослободување на земјата од робството и пречеше на бугарската буржуазија. Со разни средства таа настојуваше да го минира македонското револуционерно движење, испровоцирајќи го и предвременото востание, на што им се спротивставуваат најистакнатите револуционери Гоце Делчев, Јане Сандански, Ѓорче Петров и други, истакнувајќи ја незрелоста на внатрешната и надворешната ситуација за востание. Се одржува Смилевскиот конгрес во мај 1903 година, на кој се донесува решение за подигање востание. На 2 август 1903 година избувна Илинденското востание. Востаничките акции на македонските револуционери прераснаа во бројни судирања со турската војска. Востанието се рашири скоро на цела Македонија. Македонскиот роб со гласот на оружјето се дигна за слобода. Со револуционерниот разгор беше опфатено целото население од Крушевско. Социјалистот Никола Карев во овие најтешки мигови на вооруженото востание е со својот народ како воен заповедник. Заедно со штабот на крушевските востаници, на 1 август тој го истакна повикот за востание. Се оживотвори и се афирмира идејата на македонските социјалисти за создавање на Македонска република. И така на Балканот, каде што се одвиваа големи спротивности на големите и мали сили, се создаде Крушевската република, прва на Балканот, која ги носеше сите достоинства на еднонационално живење и социјална правда на поробените. Карев го прокламира познатиот Крушевски манифест, еден од најзначајните документи во нашата револуционерна историја, која по својата содржина ги мина границите на Македонија. Илинденското востание заврши со неуспех. Тоа му донесе големи и тешки последици на македонскиот народ. Многу села беа запалени, многу народ остана без покрив, без храна, без облека. Со големи злосторства турската солдатеска се пресметуваше со македонското население. Односот на балканските буржуазии спрема Македонија и по Илинденското востание остана завојувачки. Нивната политика сега стана поагресивна со испраќање на вооружени чети во Македонија. Сите тие вооружени пропаганди, бугарската, српската и грчката, започнаа се посилно да ги шират своите завојувачки апетити кон Македонија. Како резултат на се поголемото мешање на големите европски капиталистички сили во внатрешните работи на земјата и стремежите за власт на турската буржуазија и интелигенција, во 1908 година избувна младотурската револуција. Револуцијата имаше за цел да се ограничи султановиот апсолутизам и да се воведе конституционен режим во државата. Се создаде поволна клима за побрз развиток и оформување на работничкото движење по силата на општествено-историската неопходност. Македонија стана центар, главно упориште на младотурската револуција. Младотурската револуција го овозможи враќањето на Васил Главинов во татковината, каде неуморно работи кон организирањето на синдикалните, работничките друштва и подосна и на социјалдемократските организации. Тој учествува во раководењето со штрајкачките борби на работниците во Македонија. Во 1908 година, социјалистичката организација во Велес организира голем митинг на кој говори Васил Главинов. На митингот се бара да се преземат енергични мерки против националистичките пропагатори на балканските хегемонистички буржуазии во Македонија. Васил Главинов и неговата група го поставува прашањето за создавање на социјалистичка партија во Македонија, на што среќава жесток отпор од страна на тогашното раководство на Бугарската работничка социјалдемократска партија. Главинов ја засилува социјалистичката пропаганда во Македонија и започнува да го издава весникот Работническа искра во Битола, каде што сите организации во Македонија ја примаат како свој орган.
Нашата организација беше првата што го развива во Турција црвеното знаме и непомирливата класна борба на пролетаријатот. Минатата година организацијата можеше да врви по патот на револуционерниот социјализам и врвејќи по тој пат, патот на класна борба, организацијата постигна големи успеси. Во Македонија слободно се признава меѓународниот празник на трудот 1 мај. Во сите градови се присутни првомајски манифестации. На првата Балканска социјалдемократска конференција беше истакната потребата од координирана дејност и борба на социјалдемократските партии за заедничко противставување на воената опасност и изнаоѓање на правилни решенија на проблемите кои се од животен интерес на балканските народи. Конференцијата се заложи за заемно разбирање и единство на балканските народи, што треба да се изрази во образувањето на нивна заедничка држава, Балканска федерација, во која Македонија, цела, неразделена, треба да влезе наполно рамноправна во составот на Балканската федерација. На враќањето од Белград, Васил Главинов настапува на митингот во Ниш, на кој меѓу другото рече: Да создаваме Балканска федерација која ќе биде во состојба да ги запази националните права на сите народи кои живеат на Балканот, со што и ќе се создадат широки услови за висок развиток на нивните производни сили. Васил Главинов упорно се залагаше работничкото движење во Македонија да биде револуционерно класно движење на трудбениците, борејќи се против секакво поврзување и подчинување на работничкото движење од страна на буржуаските партии. Ние си имаме наши собствени идеи. Како класа сме повикани од историјата на човечкиот развиток да извршиме една голема мисија, да се ослободиме себе и целото човештво од сите видови робство. Да го престроиме тоа крваво грешно општество во социјалистичко општество. Војна. Маршираат разни војски по македонската земја. По уривањето и пеплосувањето, таа ќе го доживее и најцрното нешто во својата историја. Ќе биде распарчена на 3 дела. Големиот револуционерен бран под влијание на Октомвриската револуција се пренесува и во родниот град на Васил Главинов. Главинов во емиграција продолжува револуционерната дејност и станува еден од раководителите на така наречениот емигрантски комунистички сојуз и на неговиот орган весникот Ослобождение. Тој во еден од неговите броеви пишува: Ке има слободни граѓани кои ќе се насладуваат каде што нема да има богати и сиромаси, а живеат од вистинска слобода, братство и единство. Единствено компартијата во Србија и Југославија го заштитува и се бори отворено за правото на Македонија да се управува сама, без туѓо господство. Та поради тоа македонското население во неа гледа моќ на гаранција за својата блиска и среќна иднина. Долгогодишната револуционерна дејност на Васил Главинов се прекинува на 24 јануари 1929 година, останувајќи како светилник на историскиот пат на работничката класа и на македонскиот народ кон слободата.